Се враќаме во студиото по паузата за музика, Светски ден на семејните лекари, значењето и улогата нивна во здравствениот систем. Велиме добро утро за Билјана Јовановска. Добре ни дојдовте во студиото и ќе го отвориме разговорот со прашањето што значи да се биде семеен лекар. Во македонскиот здравствен систем, односно во јавноста, често се мешаат поимите помеѓу матичен лекар, општ лекар, доктор на општа медицина и семеен лекар. Во суштина имаат главна една и единствена заедничка цела, тоа е грижа за здравјето на пациентите на примарно ниво. Практично семеен лекар, да бидеш матичен лекар е улога, не е титула, а семеен лекар да бидеш е титула со која што се стекнуваш во текот на својата работа и по принцип семеен лекар титулата се стекнува со доедукација. Општиот лекар може да има различни видови на доедукација, односно специјализација, меѓутоа може да работи во примарна здравствена заштита како матичен лекар, односно избран лекар како што го знаеме. И тоа значи дека во фокус е здравјето на пациентот од моментот на раѓањето до возраст, во текот на целиот живот, да, и во принцип ги знаеме собствено, значи јас работам како матичен лекар и сум мојата титула, улогата која што имаме матичен лекар, меѓутоа мојата титула е доктор по општа медицина и значењето е екстремно важно на матичниот лекар, односно семејниот лекар во животот на пациентот, бидејќи значи да се грижиш од старт, да ги гледаш сите промени, да знаеш, да бидеш и координатор на некој начин на здравјето на пациентот и координатор помеѓу примарна здравствена заштита, пациентот и повисоки нивоа на здравствена заштита. Тоа е во суштина. Докторка, кој е значењето на семејниот лекар во здравствениот систем? Како што ви напоменав, значи значењето е од огромна важност бидејќи ги следи сите промени. Што значи тоа доколку забележи нешто семејниот, односно му е обврска да забележи нешто, така, доколку редовно го следи? Да, ако пациентот се доаѓа на редовни прегледи, апсолутно, да. Што значи потоа во самиот процес на лекување? Значи, здравствениот систем е така поставен што така е замислен, има одредени предности во тоа што постои матичен лекар, меѓутоа има, односно семеен лекар, меѓутоа има и одредени недостатоци. Сега значењето е првиот контакт, да поставиш диагноза, да процениш дали навистина можеш да се справиш со ситуацијата на пациентот на примарно ниво или пак треба да го пренасочиш пациентот на секундарна или терциерна здравствена заштита, која што е од огромна важност, значи континуирано го следиш. Меѓутоа, специјалист кој што е на секундарно ниво или терциерно ниво нема таква можност да го следи пациентот како што има матичниот лекар. Затоа важноста на семеен лекар е екстремно важна, само треба има некои одредени предности и одредени недостатоци за да може пофокусирано да се концентрираме на здравјето на пациентите. Сметам дека може да бидеме подобри. Едно меѓу прашање. Прашањето следно предвидено е како изгледа еден ваш работен ден, меѓутоа, па добро, ова може би е прашање во склоп на прашањето, подпрашање. Дали, кога ќе го видите името и презимето на следниот пациент што треба да дојде на преглед или кога ќе го погледнете, кога ќе влезе во ординацијата, на прва може да процените веднаш што е, дали ги познавате историите доволно на сите пациенти кои што доаѓаат кај вас? Да, па на тие пациенти кои што се фреквентно во ординација, апсолутно да, бидејќи континуирано се појавуваат. Има пациенти кои што се јавуваат поретко. И сега цела приказна е во начинот на кој што ја земаш анамнезата, практично колку анамнестички податоци имаш, односно колку многу знаеш за историјата на неговите заболувања. Да, може да се проценува, меѓутоа сепак треба да направиш преглед. Општа првична проценка се прави, се разбира, и дел од анамнезата е физичкиот изглед, како изгледа, има температура, нема блед или не. А зависи ли од карактерот на пациентот тоа како ќе се одвива еден преглед? Да, апсолутно да, зависи од карактерот и на лекарот и на пациентот. Да, има пациенти кои што следат и кои што континуирано ги пратат
препораките кои што ги даваш, меѓутоа има и пациенти кои што си се дојдени од дома со диагноза и кои што си сакаат одредена терапија да си ја добијат и значи насоката на прегледот се одвива така ако успееш да го искоординираш во нели стручна, да речам, од стручен аспект супер, меѓутоа има и пациенти кои што си се со зацртани диагнози од дома, проверени, само доаѓаат и си препорачуваат сами да кажат што да напишеш и така натаму. Тука малце имаме, да речем, ајде не конфликти, меѓутоа ситуации кои што се интересни за менаџирање, предизвик се. Добро, во контекст на ова, колку е важно пациентите да имаат доверба во семејниот лекар, во матичниот лекар? Па довербата е основата, практично, бидејќи ако нема доверба, например, конкретно преку еден пластичен случај кој што е во секојдневна пракса, например, јас работам со ординација, да кажеме, 4 години, и пациентите веќе ме познаваат. Сега се случува на примерно ниво, бидејќи сме нели поликлиника на примерно ниво. Имаме друг тим, се вработува нов лекар кој што е млад и пациентите знаат да пројават недоверба, не заради тоа што докторот не е стручен, него едноставно заради тоа што се навикнати на некако се поставени да кажеме, довербата и пријателска основа се создава особено за оние пациенти кои што доаѓаат фреквентно и често и викаат, да, знам другата доктора, знаеш се што ми е, значи на мене другата докторка, иако колегите сите си имаат нели адекватна стручна подготовка, меѓутоа довербата се создава со континуирана комуникација. Така ние машките. Дека е примерна. Така ние машките кога одиме на бербер, не ќе се шишам јас кај другата, кај колегата ако може. А колегата Мартин Николовски е подготвен за секојдневните предизвици кои што ги имаат семејните лекари. Мартин, вниманието кај тебе, како еден пресек на разговорот во студиото, па ќе продолжиме, повели. Благодарам, Јована. Токму така екипата на Македонија наутро утрово е во посета на семејна амбуланта по повод светскиот ден на семејните лекари. Утрово разговараме со доктор Веле Тодоровски. Доктор Тодоровски, многумина од пациентите не прават разлика помеѓу семејен и општа лекар. Кажете ми, во што е разликата и како овој концепт и колку овој концепт функционира во Македонија? Добро утро, добро дојдовте во нашата амбуланта Доктор Сара Медикал Центар. Во однос на вашето прашање, разликата помеѓу матичниот и семејниот лекар. Матичен лекар е секој лекар кој ќе заврши медицински факултет, ќе се стекне со основна лиценца за работа, додека семејен лекар е специјалист по семејна медицина, односно матичен лекар кој завршил едукација, односно специјализација по семејна медицина. Има, да кажеме, некои проширени ингеренции во смисла на извршување на одредена диагностика, шиење на површни рани, значи се уште тој концепт е во развој и треба доправа нели да се издефинира разликата помеѓу матичниот и семејниот лекар. Каков е статусот на семејниот лекар во Македонија и воопшто интересот за семејна медицина? Токму изминатиот викенд имаше еден прекрасен конгрес во организација на Сдруженијето на лекари по општа и семејна медицина, така да интересот на младите лекари за општата пракса, за семејната медицина, гледам дека е доста зголемен и е во цент на пораст, така да имаше доста доктори од странство, од Балканот, од околните земји, така да со оглед на тоа што имаше доста голем интерес на конгресот, така гледам дека и расте интересот за семејната медицина. Во изминативе години сведоци сме на голем екзодус на млади луѓе од Македонија, меѓу кои медицински персонал, но и лекари, а од друга страна имаме дефицит, а и сепак ниски плати. Како да се реши овој проблем во државата? Од 1.4. оваа година покачен капитациониот бод од страна на Фондот за здравствено осигурување на нашата држава, така да тоа е една поголема стимулација, еден поголем исчекор во примарната здравствена заштита, така да се надевам дека тоа ќе биде мотивација за младите лекари и за сите останати во примарната здравствена заштита да се гледат својата кариера и професионален развој токму во овој сегмент од здравствениот систем. Лекарот игра важна улога во здравствената заштита, но и во градењето на меѓусебна доверба. Односот лекар-пациент се гради врз основа на заемно почитување, доверба и комуникација. Какви се вашите искуства? Така. Значи, ние сме првиот контакт со пациентот, првиот контакт на пациентот со здравствениот систем
довербата е многу клучна, но во основа на довербата е и взаимната почит помеѓу пациентот и лекарот. Ти имате една блиска релација, самиот семеен лекар е запознаен со сите аспекти на животот на пациентот и со текот на времето само таа се продлабочува релација. Така да е доста важна и комуникацијата, и почитта, и етиката тука од страна на лекарот, така да тоа е една сеопфатна слика, сакам да кажам. Така да довербата е клучна и взаимната почит. Доктор Тодоровски, за крај на нашиот разговор, која е вашата порака по повод Светскиот ден на семејните лекари? Ние сме тука за нашите пациенти, ние секојдневно се бориме за нашите пациенти, пробуваме да го дадеме максимумот од нашите капацитети, така да очекуваме нашите пациенти да го возвратат тоа со почит, а ние исто така да ги почитуваме, така да тоа е еден, да речеме, взаемен процес. Тука сме ние за нив, во секое време, така да. Нека е честит Светски ден на семејните лекари, така. Ви благодарам за одвоеното време и гостувањето во Македонија наутро. Колеги, разговаравме со доктор Веле Тодоровски по повод Светскиот ден на семејните лекари. Благодарам, Мартин. Благодарам. Се враќаме на разговорот. Гостин во студиото ни е доктор Билјана Јовановска, семејен лекар. И следното прашање за вас, дали сметате дека семејната медицина има доволно внимание од институциите? Иако често се нагласува важноста, например, на здравствена заштита и на семејна медицина практично, на матичните лекари, меѓутоа сметам дека може да бидеме повеќе поддржани од институционален аспект и реално оној дел кој што е битен, значи за пациентот примерната здравствена заштита е најдостапна, најлесна, најефтина. Меѓутоа за матичните лекари, за семејната медицина практично, моделот со кој што е вреднуван трудот на лекарите по општа медицина, односно семејните лекари, е капитационен бод, кој што пред малку сега слушнав, нели, колегата кој што изложуваше бевте вие гости негови, дека е покачен капитациониот бод. Меѓутоа, тоа е модел кој што, да кажам, секоја чест, нели, поздравувам на поздрав за такви реформи, меѓутоа тоа се реформи и систем кој што нема простор да доволно го вреднува трудот на матичниот лекар, прво и основно заради тоа што не е доволен за да се одржува, односно да екзистира една примерна здравствена установа. Значи, во основа сите семејни лекари, сите лекари кои што се општа медицина, кои што работат како матични лекари, да речам, кои што имаат таа улога, се справуваат со моментот на екзистенционални проблеми, особено ако се млади лекари кои што сега сакаат да работат во општа медицина. Јас мислам дека немам сретнато млад колега кој што кога разговараме ќе го прашаш дали сакаш да работиш како матичен лекар, заради тоа што тој модел е апсолутно неисплатлив ако работиш кај некој кој што ти е работодавец и си лекар по општа медицина, односно семејна медицина. Од друга страна, како работодавец исто така немаш капацитет, не можеш да ги следиш реформите за покачување на платите, бидејќи сме ние некако некој јаз кој што е помеѓу јавно здравство и помеѓу приватно здравство. Значи, ние сме приватни здравствени установи, кои што имаат договор со Фонд за здравствено осигурување, имаме одредени обврски кои што се однесуваат на давање на здравствени услуги кон пациентите. Достапни сме 24/7, значи иако има по договор со Фонд работно време, меѓутоа сме реално достапни. И сметам дека покачувањето на капитациониот поен е апсолутно во ред, меѓутоа не како примерна системска организација, според ова што го гледам и го живеам, да кажам, и сите мои колеги кои што сме негде од прилика 1200 матични лекари во Македонија, 500 се специјалисти, да речам, по семејна медицина, тоа што го живееме е практично нешто кое што е екзистенционален рап, така би кажала. И сметам дека примерно треба да се направи, да има тимот во една примерна здравствена установа, треба да има поддршка од државата, односно од Фондот за здравствено осигурување, да имаме загарантиран фиксен дел кој што ќе значи плата за некој млад колега или независно, значи во приватната здравствена установа, каде што ќе го покрие медицинскиот тим.
бидејќи апсолутно средствата со кои што се нели само на основ на капитација се недоволни. Значи за да имаш доволно пари за екзистенција треба многу пациенти, а за да обслужиш многу пациенти нема да имаш време. Потребен тим се разбира, да, апсолутно. Така. Да. Тоа се отприлика така моите битувања, па мислам дека и на поголемиот дел од колегите кои што се да. Лекарите, докторите не престануваат со едукацијата. Животот е материја која што се менува, па така мора и вие да го менувате, односно да го надополнувате вашето знаење. Какво образование е потребно за да се биде семеен лекар? Колегите кои што се специјалисти, да речам, по семејна медицина, практично пратат тоа едукација. За да бидеш семеен лекар зависи од тоа колку е, за да имаш таа титула семеен лекар. Јас ги поздравувам нели колегите кои што се од семејна медицина и кои што имаше сега и настан еден конгрес по семејна медицина. Вложуваат повеќе, да речеме, на делот на едукација и потребно е да континуирано, општо да си лекар, континуирано имаш обврска, меѓутоа и да немаш обврска, сигурно секој колега има желба да се надоградува стручно, а за семејна медицина во зависност од време траењето на искуството кое што го имаш, следи до едукација со која што се стекнуваш понатаму со титулата лекар, специјалист по семејна медицина. Споминавте дека помладата генерација на доктори дека не верувате дека би се определиле да бидат матични доктори, па каде ја гледате иднината на професијата семеен лекар? Па ако вака е конструкцијата како што е, искрено да ви кажам, станува комплицирана приказна која што е тешка и за пациентите и за лекарите кои што работат во општа медицина, претежно сите нели после одреден период, не само заради желбата до едукација, меѓутоа не само заради обврската, него и желбата за да се континуирано во тек со работите што се случуваат, претежно сите се префрлуваат на специјализација. Искрено се надевам дека наскоро, бидејќи веќе нели алармантни се приказните, постојат повеќе здруженија кои што се различни, некои се фокусираат повеќе на едукација, други се фокусираат повеќе на да кажеме нашата улога во системот и подобрување на улогата на матичниот лекар. Се надевам дека ќе бидеме вид кој што нема да исчезне и дека ќе имаме поддршка од општо од здравствениот систем како е Здравствениот систем го споменавте и веднаш се постава прашањето. Споменавте неколку пати дека е потребно да се промени ова или тоа, или дека е вака подобро или така подобро. Доаѓате изворно од професијата, во директен контакт на фронталната линија сте пред пациентите, нели? Какви промени, дали ги споменавме сите, какви промени се потребни во системот на примарната здравствена заштита? Системска е промената, значи повеќе промени можат да бидат, меѓутоа јас сметам за да екзистираме како вид и за да обстанеме како функција која што имаме, а е елементарна нашата улога во здравствениот систем, потребно е да имаме поголема поддршка, особено ординациите, приватните здравствени установи, кои што склучуваат договор со фонд, дека не треба да биде примерно вреднување капитациониот поен, туку треба да има поддршка од аспект на загарантиран минимален дел кој што ќе се однесува на платите на медицинскиот персонал, вклучувајќи ги и медицинските сестри и лекарите, а не да се трудиме нели да го намалиме на среден медицински персонал бројот, него едноставно да имаме доволно да кажам еден на еден, како што сме сега. Значи, за да бидеш тим, треба да имаш и медицинска сестра и тоа е апсолутно во ред според мене, бидејќи ни еден лекар без медицинската сестра не може да ја изврши адекватно работата, бидејќи ни се секогаш десна рака. Од друга страна, се наметнуваат тие финансиски потешкоти, бирократија, константно треба да трчаш, значи не си само лекар, него си менаџер на една здравствена институција. Работата на матичниот лекар е водење на евиденција за заразни заболувања, цели исполнуваме, следиме, превенираме различни, кои што е основата нели на општа и на семејна медицина. Исполнуваме различни обврски кои што треба да се во насока на откривање на хронични заболувања, рана детекција на дијабет, на хипертензија и така натака. И сето тоа го оптоварува едно секојдневие на семејниот лекар, кој што е захтевно, од друга страна професијата која што треба да ти донесе нели финансиски бенефит, односно да имаш исто нели
благосостојба здравствена, која што е дел и финансиската, пошто нели здравието е целокупната здравствена благосостојба. Кај нас тука наидуваме со проблеми кои што се така финансиски, да речем, повеќе. Добро, И системски. секоја професија и плюс и минус се разбира, но на крајот од денот задоволството од професијата е насмивката кај пациентите, претпоставам, кај вас. Лично најголемото задоволство од професијата и можеби водилката зошто ја избравте таа да биде ваша професија, која е? Лично мене, па претпоставувам и на сите колеги, најголемо задоволство ми е кога првиот контакт со пациентот најчесто е кога се болни, нели се разбира, ги гледаме во една состојба која што е апсолутно Изнемоштена, веројатно. Да, изнемоштена, Да. значи пациенти кои што да речеме и терминално, па се случувало нели да бидеш повикан или да ти ги донесат во ординација. Најголемото задоволство е кога ќе ти се врати, кога ќе ти каже ти благодарам, докторе, навистина сум подобро сега. Да, тоа е, мислам дека она што не води сите. Тогаш ги забораваме сите непогоди, непријатности. Убав е моментот кога гледаш дека си помогнал на некаков начин. Мислам дека тоа за сите колеги важи. Најхуманата мисија има докторите. Посакувам да имате убав работен ден. Да бидете пред се, ведри пред пред вас. се, вака како Тоа што секогаш сте. сме ведри, да. Никогаш не ни застанува ведрината, верувам на сите колеги. Благодариме што Ви бевте денеска благодарам за заедно поканата. со нас.